Треба да се запрашаме што му треба на современиот човек. Ние учениците бевме поставени измеѓу две огништа. Анксиозност и стрес околу училишните активности, околу тестови, околу оценки и така натаму. Кој беше најголемиот проблем во средното образование во учебната 2021-2022 година? Неподготвени или непосветени професори, незаинтересирани ученици, несоодветна наставна програма или малку практична настава, или пак се заедно. Како најголем проблем оваа учебна година би издвоил еден проблем кој што се провлекува веќе со години наназад, а тоа е застарената наставна програма по која што се води наставата всушност во нашата држава на сите нивоа на образование. Како најголем проблем би ја издвоила неразмислената наставна програма и нетолерантноста спрема училиштето во целост. Тука би ги ставила и професорите и нас учениците, бидејќи е илузорно да се помисли дека после 2 годишна пауза и после преживеана пандемија, некој би бил во можност да се врати во клупите и да работи со истиот интензитет како пред долгата пауза. Додатно на веќе постоечките проблеми во нашиот образовен систем, како што се преобемната наставна програма исполнета со теоретски сувопарни факти и застарените модели на образование кои што се имплементирани, би извел како еден од најсериозните проблеми во 2021-2022 година, дека е тоа незаинтересираноста на самите професори да ги надокнадат пропуштениот материјал и дупките во знаењето кај учениците кои што се настанати како ефекти на неквалитетната онлайн настава која што беше предизвикана од COVID-19 пандемијата. Зошто го одвојувам овој проблем како најважен? Па тоа бидејќи тоа е срцевината всушност на нашиот образовен систем и кога таа е застарена, односно кога едноставно времето се движи во поголемо темпо и ја остава зад себе без таа да биде обновена и да биде соодветно алтерирана и прилагодена, тоа едноставно остава и исто такви луѓе и ученици кои што се движат со информациите поспоро отколку што се движи времето, а тоа е нешто што не смееме да си дозволиме. Сметам дека овој проблем е најголем заради тоа што од ученичка гледна точка, освен тоа што работната навика и оној континуитет кој што го имавме стекнато беше тотално уништен, ни беше загрозено едно основно право како социјални суштества да се социјализираме. Бевме затворени измеѓу 4 ѕида, седнати пред еден екран, бевме оценувани на многу нереален начин со преписи и злоупотреба на технологијата. За неколку месеци подоцна да се вратиме во клупите и од нас да биде очекувано да продолжиме со истиот интензитет како пред паузата. Ово го идентификувам како најголем проблем, бидејќи самото знаење и самиот материјал во средното образование е нешто кое што кумулативно и се надоградува едно на друго. Потаму и произлезе проблемот оваа година кога се вративме со физичко присуство, каде што се идентификува и беа препознаени големи пропусти во одредени специфични теми или во одредени предмети, кои што професорите не посветија внимание, ниту пак вложија голем труд да ги надокнадат со цел да ни го олеснат материјалот кој што допрва ни доаѓа и кој што допрва го учиме во оваа, да кажам, нормална учебна година, и тоа резултираше со големи, да кажам, пострашни негативни ефекти кои што очекувавме кај учениците, со слаби резултати и неуспех на одредени полиња и одредени предмети, бидејќи самиот материјал кој што сме го пропустиле за време на наставата, кој што бил неквалитетно предаден и не комплетно и целосно разбран од страна на учениците, представува пречка во понатамошниот развој и надоградување на знаењето во понатамошните години. Од друга страна, многу длабоко се изучуваат некои факти и информации од одредени области кои што можеби нема сите да ги употребиме во животот, додека се изоставаат многу битни работи од животот, како што се некои делови од граѓанското образование и секојдневниот живот, кои што секој од нас речиси ќе треба да се соочи со нив понатаму во животот, а немаме некоја особена едукација за нив во основните образовни институции кои што се училиштата, средните училишта, факултетите. Ова за мене всушност представува најголем проблем,
бидејќи кај многу од учениците се јави чувство на беспомошност и изгубеност и останати негативни емоции кои што беа предизвикани од фактот што многу мал дел од професорите всушност вложија труд, време и се ангажира да ги надополнат овие пропуштени знаења и да го надокнадат тој материјал кој што бил неквалитетно предаден. И всушност тоа предизвика еден негативен домино ефект во поглед на менталното здравје на учениците, кој што резултира со анксиозност и стрес околу училишните активности, околу тестови, околу оценки и така натаму, и едно генерално чувство на неисполнетост, изгубеност, особено кај учениците во прва година. Тука ние учениците бевме поставени измеѓу две огништа, да речам, каде што требаше да одлучиме дали да си бидеме ученици, да си ја завршиме нашата работа како ученик, или пак да го продолжиме животот на начин каде што би се дружеле и би го надополниле се оно што сме го пропуштиле во изминатите години како тинејџери пред се. Поради суштината на овој проблем и како тој потекнува од самиот корен на нашиот образовен систем, неговото решение е голем подвиг кој што долго време ќе треба за да се стапи во пракса, но е подвиг кој што мора да го преземеме повеќе од било кога. Мора да се осовременат нашите наставни содржини, мора новите генерации да имаат пристап до релевантни и модерни информации за модерниот свет кој што ги чека понатаму. Мора да има фина селекција на тоа кои информации ги добиваат и да бидат тие информации кои што им се потребни пред се за понатамошниот живот. Проблемот би се решил ако овој проблем се разгледа од корен. Односно, не би рекла дека вината е ниту кај наставниците, ниту кај учениците, туку проблемот е наставната програма. Според мене, решавањето на проблемите бара детални и коренити промени. Најмногу од аспект на промените во начинот на спроведување на образовниот процес, односно тука станува збор за наставните програми, учебниците со веќе застарени податоци, како и самиот силабус кој што се изучува во средното образование, но исто така голем удел тука имаат и професорите, кои што не сите, но поголемиот дел од нив за жал се користат со застарени методи кои што не се во чекор со самите технолошки напредоци на светот, како и не се во согласност со самите потреби на пазарот на трудот. И треба да се запрашаме што му треба на современиот човек за понатамошното снаоѓање и функционирање и успех во животот, и тоа прашање да биде одговорено токму низ сите учебници, низ сите помошни содржини и низ сите општо материјали кои што се изучуваат во нашето образование, бидејќи на крајот на денот тоа е неговата цел. Учениците не се специфично виновни во оваа ситуација, бидејќи сепак тие се тие за кои што се потребни овие промени, со цел да излезат како поквалитетни кадри. Би се решило на начин каде што би се изслушале двете страни, проблемите со кои што се соочувавме и ние и нашите професори, бидејќи сум сигурна дека ги имало, и на тој начин би се дошло до решение со кое што би биле задоволни и двете страни. Наставата би можела да тече полесно, без никакви проблеми и секој би бил задоволен. Средношколците ги нотираат пропустите од наставната 21-22 година. Лоцирани се и виновниците и додаваат да се фатиме за работа.